Вујќ сака да оди во АЕК, сопругата на Медарски пак стана член на новата антикорупцијска. Адвокатите на поранишниот премиер Заев добро се снајдоа. Ваквите позиции се привлечни, особено заради високите примања и недоместоци, чија основица е околу 1000 евра, но во некои случаи и повеќе. Се поставува прашањето, како токму адвокатот на Заев, кој беше и поранешен кандидат за градоначалник на СДСМ за општина Центар, се најде во потесниот круг за избор за Агенцијата за електронски комуникации. Дали неговата блискост со Заев покрај тоа што му се исплатеше кога беше негов адвокат, му е од корист и сега. И другиот адвокат на експредседателот на СДСМ, Медарски, се чини дека се офајди од соработката, односно поврзаноста со Заев. Неговата сопруга, судиката Софија Спасова Медарска, стана член на антикорупцијска. Останува отворено прашањето дали можеби Заев има замешано прсти за позициите кон кои целат неговите адвокати и луѓето блиски до нив. Дека влијанието на Заев во општествено-политичкиот живот не е замрано, зборува и самиот факт дека се погласни за шпекулациите дека крилото на Заев во СДСМ има огромна моќ и дека токму поранешниот премиер му дава ветер во грб на сегашниот министер за внатрешни работи за председателската кандидатура. Заев се појави и на фотографија со Спасовски во дворот на МВР, каде донираше 6 скутери за полицијата. Фотографијата ја објави министерот за внатрешни, каде напише дека фондацијата Заев е поддржувач на МВР. Се поголемиот раскол во СДСМ е баш за кој да биде кандидат за претседател на државата од редовите на социјалдемократите. Дали Пендаровски, дали Шекеринска или пак можеби токму Спасовски, кој суптилно најави дека тој би бил идеалниот кандидат. А поддршка барем според гласините добива од Заев, кој го фаворизира Спасовски, ако не биде кандидат за претседател на државата, да му го завземе местото на Ковачевски на чело на СДСМ. Инаку вдомувањето на партиски кадри, но и пријатели и познаници во државните институции навеќе можеше да се забележи во периодот на владењето на Заев. А потоа како тивка пракса продолжи и во периодот на владењето на Ковачевски. Еден од последните примери кој предизвикаа бурена реакција во јавност беше тоа како синот на спикерот Џафери стана обвинител, а неговата ќерка дел од надзорот за парно грејење на Скопјани.